Секој сака барем неколку дена да избега од секојдневието и да ги наполни батериите на некој убав планински терен со силно сонце над нас и крцкав снег под нозете. Оваа година, за жал, почетокот дојде на крајот, кога станува збор за комплетно зимско уживање. Пред неколку дена падна првиот снег, кој е проблем не само за земјава, туку за цела Европа. Имаме уплати уште од есента, зашто има големи попусти 20-30%. Главна дестинација е Банско, знаете, за цела Македонија и другите ски центри и во Бугарија и во Србија, Копалник. Но годинава, заради снегот, многу помалку, зашто луѓето одат за скијање, посебно битолчани се скијачи, познати скијачи, и одат за скијање. И сите чекаја до последен момент дали ќе има снег. Иако има таму вештачки снег кој оснежени се стазите, намален интересот оваа сезона. Не е нешто многу драстично, но намален е. Намалениот интерес се должи и на завршувањето на зимскиот распуст. Наместо 7 дена, сега се темпира да е викенд, па да се отсуствува ден-два од нашколо и да се искористи ефтен зимски одмор. Според туристичките агенции, сместувањето не е скапо, чини 70 евра полупансион во хотел со 4 звезди, спа, сауна, базен и слично, но ски картите се скапи. Тие се најголемиот проблем, зашто имаат многу високи цени, 55 лева е ски карта, 27-8 евра, пута 4, веќе оптеретва на буџетот и може би малку заради економската ситуација нормално, луѓето викаат нема да скијам 7 дена, ќе скијам 4 или пак ќе одам 6 дена, а ќе искијам 3 дена, не чинеше времето и така. Зимскиот одмор е поскап од летниот одмор. Познавачите ќе речат зимскиот одмор е двојно поскап од летниот ако се сака комплетно уживање, бидејќи и ски опремата е скапа, но сепак можете да избегате од секојдневието за ефтини пари, да наполните батерии и да се вратите подготвени за она што го носи секојдневието.